А викендот што доаѓа, сите патишта ќе водат во Тиквешкиот регион, поточно во Кавадарци, затоа што таму ќе се одржува традиционалната манифестација Тиквешки гроздобер, почнувајќи од 9 па се до 11 септември. Која е целта и што значи одржувањето на оваа традиција во Кавадарци, секако и за програмата предвидена за ова издание на Тиквешкиот гроздобер 2022, разговараме со мојата гостинка во студиото. Ќе посакам добро утро и добре дојден на Сања Крстич од општина Кавадарци, односно тимот за организација на манифестацијата. Како сте утрово? Супер. Како е во Кавадарци? Одлично. Подготвени сте за Тиквешкиот гроздобер оваа година? Да. Одлично. Најавив од 9 до 11 ќе се одржува оваа традиционална манифестација. Би рекла една античка традиција во чест на виновата лоза, не само виновата лоза, туку и производите од виновата лоза. Една убава традиција која што дава одлична слика на тоа што значи Тиквешки регион. Да. Најпрво би сакала да ве поздравам и да ви посакам и вам убав ден. Доаѓам од, како би кажале Кавадарчани, сонцето на Тиквешијата, нели? Велат по утрото се познава денот, убаво сончево време, спремни сме, денес и убав ден. 7 септември е и ослободувањето на Кавадарци, така да погодена дата, погодено време. Му посакувам на сите лозаропроизводители што да имат успешна берба. И да имаат добра цена на грозјето. Да, и да ја заокружиме оваа 2022 година, по тоа што сите ќе бидеме задоволни, за возврат да им дадеме една убава музичка програма, сите да се опуштиме и да заборавиме на негативностите од изминатите 2 години. За програмата ќе поразговараме малку подоцна. Ја само ќе кажам дека со пауза од 2 години поради ковид пандемијата еве повторно се реализира, продолжува традицијата на организирање на Тиквешкиот гроздобер и малку да одиме со историјата, од кога датира оваа манифестација, која што како традиција продолжува низ годините и секако целта на манифестацијата, низиното значење. Тиквешки гроздобер како манифестација, како фестивал е најголема стопанска манифестација, стопанска и културна манифестација од Кавадарци, која е традиционално датира од 1964 година. Можеме слободно да се пофалиме, кога и толку не сме имале модерна земјоделска механизација, кога грозјето и виното се ставале во големи каци и каде што обработката на вино не е како во сега, например, 21 век, кога имаме, например, модерна механизација. Туку самите лозари се грижеле како протекува виното, па се газело со нозе и така едно. Сето тоа се оживува, овој начин на производство и преработка на виновата лоза повторно се оживува и се подсетувате на тие времиња токму преку овој фестивал и оваа манифестација, така? Не можеме да го оживееме тоа време, бидејќи ние само ја чуваме традицијата. Барем за миг, интересно и за луѓето што доаѓаат од страна и да го видат тој процес како се одвивал. Тоа не ни е исклучено од самиот фестивал и како традиција го чуваме многу години. Значи, како што кажат, датира од 64 година, што не е ни малку и не е мало време. Но со текот на времето ние не можеме да го живееме, ни па да го пласираме. Можеме само да го представиме како слично, како изгледало претходно и како е сега. Буквално на самата траса, кога се случува тој карневал, значи можам подоцна да ви објаснам подетално како е, но накратко ќе раскажам, дека имаме буквално каца поставено на самиот плаштад, каде што се наоѓа и винова лоза. Символот од кинување на првиот гроздобер го означува всушност и бербата на лозаропроизводителите од градот, од Тиквешијата. Имаме грозје во самата каца, имаме крал и кралица, кои го символизираат, нели, Тиквешкиот гроздобер или винскиот фестивал. Калфите на самата кралица влегуваат во кацата и почнуваат со газење. Тоа е едно сликовито објаснение или некоја слика да доловиме како било претходно, а како е сега. Сега не е толку, значи, интересно, сега е помодерно, сега е со буквално, значи, се измеханизирано. Многу ретко се случува во вински подруми, каде што се помали семени винари,
го имаат дел од тој традиција, го имаат зачувано тој традиционален процес. Некој што ужива, например, да прави вино, некој што прави за своја душа, некој што има мала количина на вино, може, например, да се пофали со самиот символ на каца, на буре, на баш буквално, значи, традицијскиот дел на преработка и изработка на добро и квалитетно домашно вино. Тоа што е најважно, никогаш да не се заборави традицијата и токму преку овие настани, преку ваквите манифестации, постојано да се подсетува на неа и да ги знаеме корените, затоа што пак оваа традиција на винова лоза во Тиквешкиот регион, произведувањето и одгледувањето на виновата лоза трае со навистина долга низа години, ќе продолжи понатаму, затоа што винската индустрија ни е една од водечките во нашата земја. Па да, можеме да се пофалиме во Кавадарци дека нели се наоѓа најголемата винарска визба Тиквеш, каде што се чува во самата архива има доста старо, нели од прво вино, флаширано вино, имаат архива на вино. Така? И согласно нивниот протокол се има лице, представник што може да опише од кога датира, например, најстарото вино, од кога е било првото етикета флаширано вино и ред други работи кои може да се запазат во тој дел. Но би сакала да напоменам дека од пред неколку години имаме и доста домашно производители кои се регистрирани и се третираат како мали семени винари и кои го пласираат своето вино не само во Македонија, туку и надвор од градот и од Македонија. Наши луѓе кои не му е по професија тоа, но сепак го сакаат, нели, процесот на преработка, на изработка на добро вино, може да се пофалат и со златни етикети или како се велат тие наслови на например на бело вино, на црвено вино и на други работи кои се добро познати надвор од Македонија и се добро продадени. Оно што е најзначајно дека извозот на вино ни представува еден од главните адути за извоз во нашата земја и последните податоци кои што ги имаме споделено во нашата емисија кажуваат дека Македонија е водечка по извоз на вино во регионот, најмногу извезува во соседна Србија, меѓутоа и на 29-то место во европски рамки, што е навистина на пофалба. За пофалба што би значило дека винската индустрија и плантажите за одгледување на винова лоза треба да се зголемуваат, затоа што овој адут треба да го искористиме, кој што ни нуди многу можности не само за развој на винската индустрија, туку и генерално за развој и представување на целата држава. Да, повелете. Не сум компетентна во тој дел, бидејќи не сум ни енолог, ни би сакал, значи, да зборувам на таа тема, но како дете од Тиквешијата, како девојка од Тиквешијата, ги знам, да. И можам да се пофалам да кажам дека Тиквешијата располага со плодна почва, каде што секоја нива, секое ќоше во Кавадарци, значи во секој дел од Тиквешијата се гледа таа винова лоза од почеток до крај, значи имаме овој посебно дел сега септември, октомври, мирисот на грозјето, мирисот на комињето, на преработката, значи не само виното и ракијата. Не само и виното и ракијата, меѓутоа овде ќе го споменеме и трпезното грозје, кое што е навистина еден вистински украс на трпезите во кој што уживаат голем број на граѓани надвор од нашата држава кои што сакаат да го вкусат македонското грозје. Да, и би сакала, значи, еве како еден апел, сепак, нели, треба да се негува таа традиција и да не згасне никогаш, бидејќи стварно можеме да се пофалиме со квалитетни сорти на преработено вино и флаширано вино и добра тиквешка ракија, домашна ракија, има разлика од сепак, нели, преработеното. Так. Кога ќе го зачуваме тој дел, традицијски дел, кога ќе ја негуваме таа традиција, кога ќе биде добро платено, кога секој ќе се грижи за своето, мислам дека нема да го имаме овој проблем како што е сега, значи, револтот кај лозопроизводителите и други работи. Значи, ќе има добар фидбек за сите. Секако. Сега би се навратиле на Гроздобер Тиквешки Гроздобер 2022. Рековме 3 дена ќе трае од 9 до
9, 10 и 11 во Кавадарци. Би сакала накратко да кажеме кој ќе изложува, што ќе изложува и што се ќе се случува во 3 дена планирани за овај фестивал. Имаме доста богата културна програма. Се трудиме, значи, да ги задоволиме вкусовите на сите од 7 до 77. Така. Во петок стартуваме, значи, со отварање на Тиквешки гроздобер. Во 18 часот официјално го отвараме Тиквешки гроздобер. Имаме 2 сцени. Главна сцена ни е градски плоштад и другата сцена ни е парк на револуција, или како што го велиме ние кавадарчани, малото паркче. Таму има угостителски дел, каде што можат да седнат, да дегустираат, покрај да дегустираат вино и домашна ракија, можат и да ги задоволат своите потреби, значи, од добра скара. Таму имаме програма, значи, музичка програма од наши локални бендови. На главна сцена на градскиот плоштад имаме добри 3 дена спогатени, нели, со музички бендови. Од петок, значи од отварањето на Тиквешки гроздобер, имаме традиционално пред неколку години трка на келнери. Така. Со тоа го стартуваме значи Тиквешкиот гроздобер, каде што наши келнери се тркаат и се борат за подобро место. Нормално дека не носат празен пантир или тањер, туку имаат внатре секаков вид бело, црвено и розе вино, со ракија и со многу други чаши, каде што треба да го покажат својот квалитет како треба, нели, да стигнат до местото, а да не истурат ни една капка. Оваа година за прв пат ќе имаме најдобар коктел, каде што коктелот ќе се изработува од вино и ракија и исто така имаме и награда предвидено за тоа, па можеме да наградиме и за најдобар коктел. Потоа имаме музичка програма, ги имаме Зибум за помладите, па Нучи и Војаш и потоа диџеј Че. Сабота на 10 имаме исто така во текот на денешниот ден имаме таблијада, имаме точакџи, значи кавадарчани, велосипедистите, па ни се вечерта ни се Игор Џамбазов и Гуру Харе, значи на главна сцена. Ја заокружуваме вечерта со Харис Џиновиќ. Во недела исто така го имаме големото карнавалско дефиле. Во претходните години со овој градоначалник имавме збогатување, значи во таа традиција. Дававме акцент на карнавалските поставки и да ја задржиме и темата, нели, Тиквешки гроздобер или вино или се што символизира на Тиквешки гроздобер. Но одлучивме и малце да го збогатиме, да го прошараме и за немладите, да биде пошарено, повесело, да биде буквално животот под маска. Имаме доста учесници, можам да се пофалам дека имаме околу 800 учесници, без гости од страна, но ќе имаме и гости со карнавалски групи. Вечерта ја заокружуваме со предгрупа Артист Бенд, па ни е големиот фронтмен, шоумен Горан Бреговиќ со својот оркестар и буквално, значи, 3 дена програма. Богата програма со учесници за сите вкусови на граѓаните, не само за кавадарчани, туку и за сите гости кои што ќе дојдат во Кавадарци, од страна да бидат дел од Тиквешки гроздобер 2022. Манифестација која што ја слави виновата лоза и производите од винови лози. Јас би сакала да ве прашам, ќе изложуваат, има штандови на кои што ќе бидат изложени вината од Тиквешкиот регион, ракијата и други производи од винова лоза. Кој може да изложува? Дали само регистрирани винари или може и домашни производители кои што сакаат да го промовираат своето производство? Па политиката во Кавадарци, баш буквално за овие 3 дена, ајде да не кажам 3 дена, значи уназад неколку денови, почнувајќи од денеска, бидејќи е нашиот ден на кавадарчани, 7 септември, политиката е да се даде буквално шанса на сите. Имаме доста штандови кои сакаат да го пласираат својот производ на самата сцена, пошто можам да кажам дека е сцена. Имаме генерални спонзори кои што се грижат, нели, за поддршка за нашиот настан да се реализира.
Таа е тиквеш. Добро, не мора да ги спомнуваме, тоа е дел од организацијата на општината. Наши винарски визби. Имаме мали семени винари, кои што исто така ќе заземат големо место во тој простор, каде што ќе можат да пласираат, чинам околу 36 мали семени винари и секој има по некое може да се пласира, значи од бело, црвено и розе вино. Не е само виното и ракијата, туку го имаме и домашниот маџун. Така, тоа да не го заборавиме, да го кажеме, да. Каде што имаме и активот на Сдружение на пензионерки од Кавадарци, каде што ќе готват домашна храна, кавадаречка, традиционална, кавадаречка е добро познат джеврек во Кавадарци, маџунот, пишиите. Тоа се оние традиционални производи од тесто кои што спаѓаат во традиционалниот вкус на Кавадарци. Ќе ги поканиме сите наши гледачи, сите кои што ја следат утринската програма на Националниот сервис да повелат во Кавадарци. Имаат 3 дена на располагање кога се во можност да дојдат и да го проследат и да уживаат во сето тоа што ќе биде понудено на Тиквешки Гроздобер 2022. Ви посакувам успешна манифестација и секако секој крај на една манифестација значи нов почеток на организирање на новата. На нова. Ви благодарам на поканата за учество во емисијата. Ги поканувам сите што се дегустатори, уживатели на добро и квалитетно вино и домашна ракија и на добра музика се разбира, да бидат дел со нас. Некако добри домакини, да разбира се, ќе се погрижиме за сите. И се надам дека ќе испишем уште една успешна приказна под отворено небо и по толку, значи по 2 години пауза, дека уште еднаш ќе покажеме дека можеме да направиме добро за сите. Ви благодарам многу за гостувањето и упатуваме поздрави до Кавадарци. Ви благодарам.